Го следите на новото издание на регионалните вести на телевизија КИС. Речиси Сио Смет од локацијата кај дивата депонија на влезот од градот е расчистен. Откако ќе се отстрани отпадот, местото ќе се истретира хемиски. Дивата депонија во Тетово е речиси расчистена. Од јавното комунално предпријатие Тетово велат дека до крајот на неделава сиот смет од депонијата ќе биде однесен во скопската депонија Дрисла. Но во меѓувреме додека се расчистува ѓубрето, нови количини на отпад се истураат на оваа локација. Нашата екипа регистрираше купишта смет на депонијата на надвозникот на влезот од градот, каде пред неколку дена немаше ѓубре. Вработените од околните објекти позади камера раскажуваат дека додека се чисти депонијата, истовремено камиони истураат смет на ова место. Ваквата појава ја потврди директорот на јавното комунално предпријатие Тетово Џелјал Цека. Вели дека на локацијата отпад истураат приватни камиони. Сметот собран од домаќинствата на дневна основа. ЈКП Тетово го носи само во новата претоварна станица за смет кај Тетовски Требош. Проблемот може да се надмине само со поголема контрола на самата депонија, чекори кои веќе ги презема нашето предпријатие, вели Цека. Со чистење на депонијата значи дека е скоро, јас надевам дека за 5 дена ќе биде комплет завршен да чистен тој дел. Како ние сме јавно, значи сега сме работили со огромна динамика и сме стигали до тука. Нормално после да го чистиме, значи што сме видели до сега, значи ќе правиме и парк тука, ќе ни треба некои 3-4 дена и нормално, значи ќе бидете покани вие, значи да го гледат, значи е чистен скоро. Сме ставили контролори тука да го имаме под контрола и значи сме имали секогаш такви проблеми. Од ЈКП Тетово велат дека откако ќе се чисти депонијата на локацијата ќе се изврши дезинфекција, дезинсекција и дератизација. Градските власти го решаваат проблемот со сметот пред завршувањето на нивниот мандат. И минатата и оваа локална самоуправа ги чисти дивите депонии пред избори кои сами ги создадоа, откако комуналното предпријатие на локација пред влезот од градот без никакви стандарди го претовараше сметот и не го транспортираше ѓубрето навреме во регионалните депонии. Нема реални шанси до крајот на годината да се реализира проектот за нов покрив во основното училиште Гоце Делчев во Гостивар. Надлежните прават напори, но потребна е доработка на проектот, а во време на избори не сме да се распишуваат големи тендери, што дополнително ја одоговлекува процедурата. Основното училиште Гоце Делчев во Гостивар најверојатно и годинава ќе остане со стариот дотраен покрив кој прокиснува. Министерството за образование дало одредени забелешки и го вратило на доработка проектот што го изработила општината за нова покривна конструкција. Деновиве, како што информираат од училишната управа, ќе се разгледуваат забелешките и ќе се врши корекција, пошто проектот повторно ќе биде доставен до Министерството. Тоа ќе значи дополнително одолговлекување на почетокот на реализација. Годините си го направиле своето во делот училниците од горниот кат, таму каде што кровната плоча, односно изолациите попуштиле, веќе имаме сериозни прокалкувања. Изминатите периоди се пуштале парања, се апелирало и до локалната самоуправа и до Министерството за образование, на што наидовме на некаков си позитивен одговор и веќе се отпочна со решавање на проблемот. Имаме состанок, значи неодамна во Министерството за образование, каде што беше разгледан доставениот проект од страна на општина Гостивар и беа упатени, одредени по разгледувањето, одредени забелешки со самиот проект кој што треба да се наминат, односно проектот да се доработи и од она што го имавме како состанок добивме цврсти уверувања кои што ќе ги побараме секако и надписмено да во најскор можен временски период веќе да се отпочне самата реализација на промена на училишниот кров. Со оглед на тоа што пред изборието ги стопира тендерите за големи инвестиции, речиси е невозможно да се отпочне со работа на покривот на училиштето до крајот на годината. Потоа се ќе зависи од временските услови. Иако ние се уште сме оптимисти, меѓутоа реално ако погледнеме дека за време на избори, значи вакви крупни инвестиции тешко дека би можело да се објават и да се реализираат, а ако го земеме во предвид датумот дека веќе сме на средината на септември,
изборите ни се некаде ќе ни завршат до втора половина на октомври месец. Веќе настапува онаа сезона на дождови, каде што малце и би било тешко изводливо, затоа што и самиот градежен зафат, предпоставам, најмалку би требал месец и половина. Проектот за целосна реконструкција на покривот чини околу 250.000 евра. Со него треба да се реши деценискиот проблем за учениците кои учат на горниот кат, каде при дожд тече вода во училниците. Се додека не биде поставен нов покрив, во есен и зима децата ќе седат на часови со кофи. Во ОУ Гоце Делчев учат околу 1040 ученици на македонски и на албански наставен јазик. Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово беше домаќин на дебата за разбирање и придобивки од националната рамка за квалификации. Во рамки на дебатата се зборуваше за тоа кои квалификации треба да бидат продуцирани од страна на образовниот систем и да бидат веднаш прилагодени според потребите на пазарот на трудот. Јавната дебата е во рамки на проектот по натамошно подобрување на системот за развој и имплементација на националната рамка за квалификации, чиј корисник е Министерството за образование и наука. Националната рамка за квалификации кој што представува еден инструмент каде што ќе се класифицираат и ќе се вметнат сите квалификации, треба да представува еден инструмент кој што е средство или алатка каде што ќе имаме прилагодување на квалификациите што ги нуди образовниот систем и потребите на пазарот на трудот. Таа е еден вид на алатка за комуникација на сите заинтересирани страни, од една страна представниците на образовните институции, корисниците на квалификациите, но најважно од се работодавачите, односно оние кои што треба да ги вработаат сите оние лица кои што ќе излезат од самиот образовен процес. Освен корисниците ќе има придобивки и самото општество, економијата, социјалниот живот на вработените и сите оние кои што се креатори на политики во целиот систем на држава. Националната рамка за квалификации нуди можност за образование во формалниот и неформалниот образовен систем, рече представникот од Министерството за образование Наташа Јаневска. Сега се наоѓаме во еден тренд каде што имаме брз развој на технологијата, модернизација на целиот систем и токму затоа преку рамката и преку стекнувањето на квалификации целосна или делумна се нуди можност да може работникот преку разни видови на обуки, неформално да дојде до определена квалификација за полесно вработување или за продолжување на својот работен век. Проектот повеќе од една година се спроведува и во Полска. Полска веќе година и половина ја имплементира националната рамка за квалификации. Таа представува сеопфатна рамка, така што ние успеавме да го комбинираме формалното и неформалното образование. Тоа ни дава подобри информации за содржината на дадените сертификати и дипломи и сето тоа води кон подобар квалитет на системот. Во моментов системот се развива, го развиваме нашиот регистар, воведуваме нови квалификации и се надеваме дека нашите граѓани ќе бидат поедуцирани, ќе се стекнат со нови знаења и вештини и ќе имаат подобри квалификации. Јавни дебати, освен во Тетово и во Гостивар, ќе се одржат и во Штип, Битола и Охрид. Проектот е финансиран од Европската унија и се спроведува во Македонија, Полска, Хрватска и Велика Британија. СВР Тетово со апел за внимателност во сообраќајот и почитување на сигнализацијата во близина на училиштата. Подсетување на високите казни за прекршителите, без разлика дали се возачи, комби превозници или родители. Со започнувањето на новата учебна година, секторот за внатрешни работи Тетово забележително го зголеми полициското присуство околу училиштата, пред се во функција на ефикасно сообраќајно превенирање, но и за спречување и законско санкционирање на евентуални нарушувања на јавниот ред и мир, особено на така наречените големи одмори. Покрај тоа зголемено полициско присуство деновиве се практикува и на автобуските постојки, на кои тргнуваат и застануваат автобуси и комбиња со кои се превезуваат ученици кон околните тетовски или гостиварски села и обратно. Секторот за внатрешни работи Тетово посебно апелира до возачите да ја прилагодат брзината по улиците кои водат до училиштата и задолжително да им даваат предност на пешаците на обележаните премини, зашто во спротивно ќе се соочат со поднесоци и со глоба која за овој вид прекршок изнесува
300 евра во динарска противредност. Истото се однесува и на возила кои вршат јавен превоз на патници, а кои неретко се паркираат на делови од тротоари во близина на училиштата, со што го спречуваат нормалното и безбедно движење на пешаците учениците и ја загрозуваат нивната безбедност во сообраќајот. И тоа представува сообраќаен прекршок за кој е предвидена глоба од 45, односно од 150 до 180 евра во денарска противредност, во зависност од тоа каде е паркирано возилото. До родителите на учениците пак се апелира да не им ги даваат возилата да ги управуваат без возачки дозволи за превезување до училиште и назад, појава која не е непозната на тетовското подрачје, бидејќи и против нив ќе следува поднесок и глоба во износ од 400 евра. Секторот за внатрешни работи Тетово очекува дека овие апели ќе бидат добронамерно сватени, прифатени и поддржани од сите учесници во сообраќајот, со што ќе се придонесе за поголем ред и безбедност на тетовските и гостиварските улици, но и на регионалните и локалните патишта. Следуваат информации кои што ги соопштија тетовската полиција за покарактеристични настани случајни во Тетовско. 42 годишникот Тетовско Долно Седларце вчера пријавил дека засега непознати сторители му го одзеле неговото патничко возило Рено 9 со тетовски регистарски таблици. Утрото околу 7 часот го паркирал на улица Благоја Тоска во Тетово. Возилото било заклучено, но со клуч во правата и во него се наоѓале повеќе лични документи на возачот, дозвола за поседување оружје и 2 банкарски картички. Сега полицијата превзема мерки и активности за откривање на сторителите и пронаоѓање на возилото. Вчера попладне околу 18 часот и 30 минути на улицата Илинденска во Тетово се случила сообраќајна незгода во која учествувале патничко возило БМВ со тетовски регистарски таблици управувано од 24 годишниот ЛС од Порој. Мотоцикл Silverstone исто така со тетовски таблици што го управувал 21 годишниот тетовец БЛ и паркирано возило Ауди со тетовски таблици собственост на 39 годишник ФА од Боговиња. При тоа мотоциклистот добил телесни повреди. Со медицинско возило пренесен е во Тетовската клиничка болница, а по укажаната помош е пуштен на домашно лекување. Во рамки на сообраќајно-контролните активности, кои и овој месец ги реализира секторот за внатрешни работи Тетово, вчера во Тетово и Гостивар откриени се 90 на најразлични видови прекршоци, пред се неприлагодена брзина, неправилно пристигнување, истечена регистрација, управување без возачка дозвола, непрописно паркирање и друго. Констатираните прекршоци во контролите заокружени се со 40 прекршоцни и 51 мандатен платен налог, така што прекршителите ќе се соочат со законски предвидените санкции, односно глоби или со впишување на негативни поени. Странските директни инвестиции ја чинеле Македонија околу 225 милиони евра во периодот од 2007 година до 2017 година. Во сумата се вклучени кеш грантови за кои, како што е наведено, биле издвоени речиси 26 милиони евра, а нешто над 69 милиони евра. Македонија загубила доношните царинско леснувања, додека околу 130 милиони евра биле потрошени за привлекување на странски инвеститори. Во изминатите 10 години во земјата влегле 25 компании, кои вработиле вкупно 20.000 лица. Доколку се подели бројката на потрошените пари за странските директни инвестиции, излегува дека секој работник Македонија чинел во просек по 11.000 евра. Конечните бројки велат дека биле дадени над 225 милиони евра, дека влегле 25 компании на странски инвеститори, кои вработиле 20.000 лица. Поранешната влада на Република Македонија потрошила пари од буџетот во просек по 11.000 евра по едно работно место. Дополнително на ова, што сметаме дека е од интерес да знаете, дека овие вработувања, повеќето од нив не биле ново вработувања, туку биле работници преземени од македонското стопанство. Ова е сумираниот резултат по декласификација на договорите склучени во затворен круг и кои биле затворени за јавност. Договори со кои се игнорирало македонското стопанство. Критериуми не постоеле. Преговарале министри, советници, промотори без никакви критериуми.
Со одлука на владата, новинарите од денеска ќе може да добиваат бесплатни информации од Централниот регистар, но во барањето ќе мора да наведат за какви истражувачки цели се работи. Ова денеска беше соопштено на средбата на новинари со новата директорка на Централниот регистар, Марија Бошковска-Јанковска. Во владината одлука е наведено дека новинарите кои работат на истражување ќе треба да поднесат барање до регистарот, кој ќе биде ставено на меморандумот на новинарската организација и ќе содржи подпис и печат од главниот уредник. Портпаролот на владата Миле Бошњаковски појасни дека новинарите нема да треба да ја кажат темата на која ќе работат, туку да дадат генерална насока за какво истражување се работи. Раководството на Македонската информативна агенција донесе одлука во наредните 3 месеци до завршувањето на локалните избори, интернет порталите да може да ги пренесуваат бесплатно сите информации на МИА од сервисот Македонија. Директорот на МИА заедно со представници на Сдруженијето на новинари на Македонија од Советот за етика во медиумите на Македонија истакнаа дека целта е да се спречи ширење на лажни вести во јавноста. Во име на подигање на стандардите во објективноста на медиумите, во сопирање на пропагандата, дезинформирањето и новиот непријател на професијата, фейк ньюзот, лажните вести, пропагандистички информации, во периодот до завршување на локалните избори, значи наредните 3 месеци, токму порталите, а подоцна колегите ќе ви објаснат зошто, донесовме одлука да можат да ги пренесуваат бесплатно сите информации на МИА од сервисот Македонија. Значи овде сме сите денеска за да пренесеме една заедничка порака да се повикаат медиумите да действуваат како стожери на јавниот интерес и да известуваат, пишуваат и објаснуваат во согласност со највисоките стандарди на професијата. Правилата, стандардите, принципите постојат, тие ги има долго време, само дека треба сите ние заеднички да се подсетиме дека одговорноста за создавање на една таква иднина на професионално новинарство лежи токму во наши раце, односно во рацете на медиумите. Ние ќе го поддржиме и тој процес во рамките на Советот на етика да се донесе правилник, ние сме дел од Советот, во кој ќе се предвидат минимум услови или предуслови кои што треба интернет порталите да ги задоволат за да бидат дел од новинарската заедница. Тоа се основни критериуми. Да се подпишуваат текстовите, да имат импресум, да почитуваат право на одговор и исправка. Собранието на Албанија дури денеска утро во пошироката дебата со мнозинство гласове изгласа програмата на владата Рама 2. Премиерот Рама нагласи дека интеграцијата на земјата во Европската унија, борбата против корупцијата, реформите во судството и борбата против производството и шверцот со дрога се основи на новата влада. Опозицијата го обвини премиерот Рама дека во првиот мандат неговата влада потврди во целост, бидејќи во земјата владеат криминал и корупција, а владата ги помага производството на шверцот со дрога. Инаку новата влада има 14 министерства наместо 21, а премиерот нагласува дека со намалување на бројот на министерствата ќе се намалат и трошоците во владата. Еколошка катастрофа во Грција. Огромно истурање на нафта се протега од брегот на грчкиот остров Саламина пренесе кај Темерини. Истекувањето беше предизвикано од фактот дека на крајот од минатата недела танкер за нафта потона близу до најголемиот од Саранските острови. Нафтата се протега на повеќе од километар и пола според властите. Целосното чистење ќе трае со месеци. До крајот на мандатот на сегашната Европска комисија нема да бидат исполнети условите за влез на некој од земјите од Западен Балкан во Европската унија, изјави денеска претседателот на Европската комисија во годишното излагање за состојбата на унијата во Европскиот парламент. Европската комисија денес на Полски даде рок од 1 месец да ги прифати незините препораки за загрижувачка реформа на судството, предупредувајќи дека во спротивно ќе поведе постапка пред Европскиот суд на правдата. Со тоа Европската унија изврши притисок врз Варшава поради реформата за која критичарите оценуваат дека ја подкопува независноста на судството. Полицијата со созавец и водени топови интервенираше против демонстрантите, кои ги напаѓаа со димни бомби и камења специјалните единици во Париз за време на протестот против предложените измени на Законот за работни односи, едно од предизборните ветувања на претседателот Емануел Макрон. Со новите мерки ќе бидат зголемени овластувањата на работодавачите, ќе се одреди горната граница на оштета во случај на спор, ќе се скуси рокот за поднесување тужба од работникот, а преговорите околу проблемите на работното место ќе се решаваат на ниво на компанијата, а не преку генералните договори од индустријата.
Европските земји ги зголемуваат напорите за помош на нивните карибски територии, уништени од ураганот Ирма, поради критиките за слабиот и задоцнет одговор за помош. Францускиот претседател Емануел Макрон, кој ги посети француските острови кои ја почувствуваат целата сила на невремето, рече дека огромен воздушен мост носи повеќе помош. Министерот за надворешни работи на Велика Британија Борис Џонсон се очекува на Карибите, а ноќта таму ја помина холандскиот крал Вилем Александар. Ирма уби најмалку 25 лица во прекоокеанските територии на 3 земји. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност во утринските часови. Утринската температура се движеше од 12 до 18 степени, а дневната од 23 до 29 степени. Времето утре според прогнозата на метеоролозите ќе биде слично на денешното, но со повисоки температури. Утринската температура ќе се движи од 14 до 19, а дневната од 26 до 31 степен. Тоа е се што подготви нашата екипа. Останете на фреквенцијата на телевизија КИС.